И еве сме во новото издание на подкастот Црно-бело во колор. Подкаст кој ја негува уметноста и културата, односно теми од уметноста и културата. Мислам дека сме ретки, ако не единствени во Македонија кои работат на оваа тема. И ревностно ќе се носиме со тоа, бидејќи ова го сваќаме како една обврска од напливот на се она што го има во интернет просторот. Не смееме во никој случај да дозволиме да го изгубиме она што навистина понекогаш и не прави она што смеа тоа е уметноста и културата. Од тука некако природно ни се наметна прашањето, нели кога го спомнав оној интернет простор, па има ли адреса и има ли адресант културата? Сосем еден краток вовед ќе ви дадам за да видите за што станува збор кога зборуваме историски. Дали имала адреса културата и то како? Замислете некаков убав естетски стокмен салон во Париз, во Виена, во Лондон, во кој со внимателно одбрана, во која биле поканувани преку внимателна одбрана листа на писатели, уметници, дипломати, политичари, кои во оној амбиент на загушена музика, притаено светло, разговарале, дискутирале. Сваќале дека културата е односно правиле всушност на некој начин сцена во која внимавале на секој кажан збор, на секоја мисла, бидејќи свесни биле и тоа како свесни дека се она што тие ќе го кажат, подоцна може да се прелее во јавност. Од тука произлегува и она што затоа не се чудите кога во било кој поголем музеј во Македонија ќе најдете облек, текстови од тој период, бидејќи и нашите студенти кои оделе во тој период таму и богатите трговци преку нивните дружења во кафеата кои тогаш ја имале улогата на сето она што ќе биде кажано, напишано и прелеано од тие салони, се прелее во јавноста, го донесат и овде во Македонија, односно оние траги ги донесат и овде. Поентата ми е дека културата, односно адресата на културата и создавањето на културата бил еден друштвен чин во кој преку разговор, преку дискусии, преку сериозни пречешлување на се она што ќе се каже, се градело нешто. И затоа тие салони имале адреса. Денес се разбира дека нема ниту трага од тие салони, светлата се одамна згаснати. Оние габаритни луѓе со нивниот уметнички, интелектуален потенцијал денеска само ги имаме во книгите и во дипломатските писма, но она што тие го направија остана. Сега, ако денеска сакаме да адресираме како адресанти, да побараме, да се обратиме на културата, кај ќе се обратиме? На кого ќе се обратиме? На кого ќе тропнеме? На кој ќе му напишеме мејл? На кого ќе му напишеме писмо? Каде е адресата сега на културата? Да. Кој е тој што и впрочем тука нестомнено се наметнува и кој е тој што ќе ни одговори на нашето барање на култура за било каков културен момент што го имаме да го споделиме? Според културологот Вилјамс, културата е отворен чадор. Всушност ги опаќа сите елементи кои што животната заедница чинат функционална. Од друга страна има и дефиниција која што зборува дека културата сама по себе е опозит на природата и покрај тоа што е опозит на природата, таа е во корелација со истата, бидејќи таа нивната инфраструктурна база и дава за право на некој начин да кореспондира со природата, да има интеракција. И само по себе вика кога има интеракција, ти покажува дека си жив. Значи одговараш на надрезнување.
Од друга страна и за театарот се вели дека театарот настанал како пркус на театарџиите на природата. Значи, природата на некој начин преовладува или, да речеме, нејзината ароганција со своите правила и ги поттикнува, ги надразнува, го надразнува човекот и тој врз база на својот разум и на база на своите креативни способности се става во опозит на тоа и вика, јас ќе направам свои правила, кои што ќе бидат во интеракција со правилата на природата, но од друга страна ќе имат автентичност. Например, да речеме, кои се тие базични моменти кај културата? Базични моменти кај културата е учењето, играта, одбраната на територија, оградување на територија, седењето, местото на маса. Кој кај седе на масата, кој кај седе во училница, како се влегува во училница, како се влегува во црква. Сето тоа се тие моменти кои што, например, да речеме, ја прават културата како еден вид организирана асоциација, да речеме, од повеќе честици. Многу е важно во една културна средина, кога се збориме за адресирањето, во културата, бидејќи широк поим рековме, дека до отворен чадор, тука влегуваат многу асоциации, многу културни институции кои што само по себе се стават во улога, да речеме, на адресанти, што значи испраќат порака до адресот. Од друга страна, има и тука една ситуација која што е поврзана со учењето, поврзано со територијата, например, и темпорални моменти. Например, да речем, во кое време? Во времето на фашизмот, да речем. Во наутро, напладне или во времето на менструалниот циклус на жените. Значи, сите тие моменти исто така влијаат врз приемот на пораката и испраќањето на пораката. Кај нас една од да речеме, карактеристичните работи, бидејќи јас сум културолог во книжевност, магистар по тоа и ги гледам од тој аспект. Кај нас најинтересните моменти се во тоа што нашата култура е под влијание. Ако, например, да речеме, на времето велевме дека соцреализмот беше под влијание на партијата и така мораше се оно што значеше игра, што значеше учење, територија, темпоралните моменти, сето тоа беше во интерес на партијата. И кое што само по себе имаше зацртани своји задачи да биде во предност, во однос на, речеме, на противниците. И тука сега требаше културата да помага во тај поглед. И кој ќе биде адресант во таа целата ситуација? Сталин, по комунистичката партија, Хитлер, фашизмот и така натаму. Се, замислете си вие, има една многу интересен момент од биографијата на Иво Андрич. Ја го читам во тоа романот на Кајнов, како се вика Знак. Иво Андрич беше, нели, за 39 година беше амбасадор во Германија и тој во тоа време имаше, како амбасадор на Германија, требаше да пренесе некои пороки од кралската фамилија, да речеме, од владата во тоа време, дека и треба такви работи. Прво и основно што го праша Геринг, дали си вие викате Иво или Иван? Значи, еве го културата во поимањето, значи, во именувањето на одредени и на личности или на природните појави и така натаму. И он вика, добро, јас се викам Иво. Одлично. Ако се викавте Иван, немаше да ви дадеме помош или немаше да се ракувам со вас. А Иво веќе друго. А зашто да не се вика Иван, него Иво? Бидејќи погрден збор за русите во тоа време било Иван. Сите руси ги викале со заедничко име Иван. Значи, а тоа е Иван. Значи, припаѓа на една друг слој, на една друга културна средина која што е, да, неподобна културна средина која што за ненагласување или да речеме да биде во подредена положба и така натаму. Тоа се сите тие елементи кои што ја чинат културата. Или, например, да речеме, кога ќе седнеш ти на столот дома, се знае каде седе таткото, каде седат децата, во колку сато се руча, во колку сато се доручак. Исто тоа, таа темпорална моменти тука се врзани времето, во учењето се знае како се почнува, ние учеме за да совладаме одредени, да стекнеме одредени виштини кои што ќе ни помогнат во совладување на препреки кои само по себе и ни ги нуди општествената заедница и природата. Поготово кога веќе зборуваме во корелација со природата или во опозит на природата има. Замисли ако ние не учевме,
немаше да го украдеме сонцето. Ние украдовме сонце. Му направихме на сонцето реплика. Му направихме, да речеме, на гейзерите на топла вода реплика. Имаме бойлерче. Направихме, например, да речеме, на снегот исто реплика. Имаме вештачки снег. Секоја година се одржуваат тие зимски спортски игри на вештачки снег. Значи, тоа е таа култура. Тоа е тоа учење, стекнување на вештини за да се совлада одредена ситуација. Но, ако сега ние се, бидејќи наша, како се вика, цел е да ја отсликаме културата преку институциите на уметноста, тука наидуваме на многу интересна работа, поготово во нашата средина. Ја гледајќи ги сега овие кои што излегуват да протестират, мене ми е смешно. Ја никош не сум протестирал, немаше ни да протестирам, освен, например, да речеме, кога ќе конкурирам некаде и кога нема да ја земат мојата, како се вика, творба за награда или нема да биде наградена, тоа е веќе друга ситуација. Тие протестират за некои плати. Во културологијата има една многу интересна работа која што зборува за западниот свет, дека сите платите на културните работници се многу ниски. Тоа сите го знаат, тоа ја не можам да го, тоа не е моја измислица. Многу ниски се тие плати. Но културните работници се задоволни со своите плати. Владата не се плаше од никакво брнување, од никаков протест, револт. Зашто? Затоа што секој во културните институции се запослува по афинитет, по желба, по љубов. Значи, во прва година гимназија, тоа беше пред 40 години, да речеме, кога сите одеа да играт ракомет, кошарка, јас направив драмска секција. Сега, кога сите тие што играа ракомет и кошарка ќе излезеа пред директорот и ќе бидеа пофалени, ќе добија медали, јас стоев настрана. Ама уопште не ме болеше тоа. Ја го избрав театарот, ја избрав драмската секција, која не е атрактивна, поготово за тие години. Значи, пазите сега, ако во културата се влегува преку партија, ако во културата се гледа како нема да те примат во, како се вика, во пожарната, пожарникар, кога нема да те примат во поштата поштар, кога нема да те примат не знам каде, чекај сега има тука една врата која што секој може да влезе, ќе влезеш во културата, многу јасно дека ќе бидеш најгрлат во моментот кога ќе треба да се бориш за некои пари, за некој статус незаслужен. Ме разбирате ли? Затоа јас не можам да ги разберам културните работници. Јас, ако некој не става подредена да речеме како писател, вие можете ли да замислите дека мојот хонорар за направен испечатена книга не е повише од 50.000 денара? А еден режисер кој што доаѓа, кој што е на работа во другите театри и исто така доаѓа да работи во друг театар хонорарно, зима од 5 до 10.000 евра. Представата си игра најмалку 5-16 пат. И 5-16 пат е многу. Како, дека е таа, како се вика, дека е таа оправданост за револт? Тоа е срамно. Тоа е срамно. Тоа не верувам дека има една многу интересна работа, Бернар што ја кажува. Вика, планетата Земја е лудница за сите други планети во космосот. Стварно, стварно е во лудницата лудница. И ние излегуваме на протести. Сакаме плати, не сме задоволни од ова. Од што не сме задоволни? Тие разбирате ли дека јас на секоја промоција на книга или на секој сериозен концерт молиме луѓе да дојдат. Некаде се плаќа за тоа. Ние молиме да дојдат, ги викаме роднините дома да не бидат празни столиците. На 100 години од Блаже Кониски немаше ни еден дојден. Ни еден. Седев така, чекав да кажеме дека 100 години од Блаже Кониски, дека ова, дека подготвени книги, издани, еден не влезе. На 100 години од еден нема да влезе. Чекайте бе луѓе. Докаде ние можеме целата таа ситуација да ја водиме и да ги оправдуваме, да речеме, ваквите ставови, негирања или борба за дека имаме ние потреба, да речеме, на појнаков начин да гледа општеството кон нас. Значи, ние сме честица од општеството, влегуваме во таа асоциација со наши вредности и квалитети и треба да ја држиме стабилно. Иначе ќе бидеме црни овци. Да, тука се согласувам со тоа што го кажа дека кога работиш во било која културна институција, доколку го немаш ентузијазмот да го работиш, доколку не сакаш да го работиш, едноставно нема да можеш да го работиш тоа. Затоа што
тој е спецификата, воедно убавината на културата да, Мики како глумец, тој може би најдобро го знае, бидејќи тој на еден начин е и адреса и адресант. Неговата публика се адресантите и тој е адреса кога ќе излезе на сцената. И него публиката му се обраќа, но и тој на неа. Има таму интеракција. Има интеракција. Бидејќи доколку тој одлично искуство, како го ти доживуваш тоа? Адресант и адреса во културата. Кога ти ќе тропнеш на некоја адреса во културата, а си културен работник, а наидеш на зид или на неразбирање. Секако дека е непријатно, видите, културата во суштина се работи со љубов и со порека. Јас често размислувам за моите представи кои работам, дали во суштина стигнуваат низините пореки до публиката, дали, и често ме мачи тој проблем. После секоја завршена представа си го поставувам прашањето дали во суштина публиката ме разбра што сакам да кажам, што сакаме ние како тим во театар да кажеме. И често некако останувам разочаран затоа што се повеќе и повеќе културата на овие простори се сведува на кич и на кич култура, каде што, не знам, некако и кога гледам представа, не добивам никакви пораки, освен некаква површна забава. Културата има своја адреса само кога сакаме да ја зачуваме, а нема адреса кога ние во суштина живееме во секојдневниот живот. Тогаш таа нема адреса. За мене новата адреса на културата, не знам, кога се спремав за емисијата, размислував, може би е тој дигитален простор. Сега некој ќе рече културата, да, но некако сите имаме пристап до дигиталниот простор и кога сите имаме пристап, тогаш таа елитистичка култура која што е дозволена само за одредени кругови отпаѓа, тогаш сите почнуваме, има многу предности, сите почнуваме станува некако подемократска културата во дигиталниот простор и затоа таа е тука и не треба да одбегнуваме. Негативните работи се тоа што често знае во дигиталниот простор и културата да биде и површна, но сепак таа постои. Размислувам за моите пораки, размислувам за тоа дали нешто ќе промени во општеството, но често некако како адресата да моите пораки, нашите пораки на културните работници не стигнуваат до консументите и како да немаме сила да се бориме против овој систем. Нашите прашања некако во системот се уништуваат пред да се родат. И затоа е многу страшно времето и многу тешко се бориме со системот во кој живееме. Не знам дали во суштина дали правилно ги адресираме нашите пораки. Дали може би треба ние да се смениме, а дефинитивно треба да се смениме, да дадеме подобри пораки, да адресираме културата таму каде што треба, да смениме нешто, инаку не сме на правилен пат. Да, во суштина е точно што го кажавте и двајцата, особено ќе се надоврзам со тоа дека она чувство дека зашто ја маргинализираме, зашто политиката или секоја власт ја маргинализира или директно интервенира во културата. Јас тргнувам од тоа дека можеби со нешто и нема да се согласам со вас, дека напротив културата, тие се свесни за исклучителната моќ што има културата и нејзиното влијание. Затоа што тоа е една експлозивна маса која можеби не влијае, не употребува оружје, но употребува емоции, буди чувства кои може да бидат многу непријатни за властите. Еве историјата впрочем го повторува тоа. Еве имаме многу случаи, еве пред неколку дена баш читав еден текст во кој во Македонија за времето на кралството Југославија многу од овие ученичките дружини кои правеле македонски представи на македонски јазик морале или редовно биле надгледувани од една страна и дури некогаш морале да ги променуваат дури и имињата на представите за да може да ги играт. Да. Значи власта по дефолт од тука гледаме дека се плаши од културата.
Културата е многу, може да биде, иако нели делува... Сама иницира и сама се плаша од оно што ќе го иницира. Точно, бидејќи се свртува против неа. Бидејќи адресантот на културата е она најчистите, најубавите емоции ги допира на човекот. Во поглед на одбрана, во поглед на ограничување на територија на простор, исто е култура, еве сега Иран и Америка. Значи, пазите сега, светот е подаден природата. Светот е природа. Се оно што се случува наспроти неа е култура. Оградувањето, например, да речеме на територијата, теснецот сега за кој што се борат, тај теснец, тој е природа. Кој има право сега врз таа целата ситуација? Но тоа влегува во таа базична инфраструктура културна, дека ние имаме право на одбрана, имаме право на оградување на одредена територија, имаме право на бирање на место на масата или на бирање на место на земјината топка. Тоа е целата ситуација, еве сега види, ова има право, сега треба Америка да биде начело на масата, сите ние други не да бидеме на масата, ние не можеме ни околу масата да бидеме. Затоа, еве, таа целата ситуација диктира таа интеракцијата таа со природата или опозито на природата. Значи, јас имам напишано една многу интересна балада која што вика слонот е најголемо животно, а да речеме ние како за него сме глувци, мали, ние го сакаме целиот свет, а он сака на дел од саваната, да речеме, кај што ќе може нели да помине тај живот. Тоа е таа ситуација која што природата е многу посовршена од она што ние сега го правиме во нашите културни како се вика асоциации. Тоа е таа цела работа која што на некој начин не става во улога да се плашеме од самите себе. Ова што вика Мики, тоа е исход или да речеме од одредени моменти кај што човекот може да ја наруши до крај до степен таа равнотежа. Може би сега ни треба нешко вештачка интелигенција да не смири. Да каже, чекайте бе, луѓе, значи, вака ако продолжите, нема да имате природа, нема да бидете на кој да бидете опозит, нема со кој да бидете во интеракција. Јас кога ќе видам некоја политичка партија која не сака да има опозиција, јас се смеам. Јас сум 100 пати сум го кажувал кога како се императорот се враќал од освојување на територии за време на Римската империја, влегува низ триумфалната арка и со двоколката цел Рим вика аве, аве и фрла цвеќиња, арнома еден трча покрај двоколката и му вика говедо, свињо на император, ти си свиња, ти си говедо, ти не си човек. Зашто? За да не добие божествени висини, за да не помисли дека тој чекори по небото, дека тој е Бог. Да го симне. Па тоа е таа целата ситуација. Види колку сме ние ограничени сега. Живееме во една културна средина, секоја средина е културна средина, надвор од природата. Значи, замислите, ја пишував за ова како за Робинзон Крусо. Види, Робинзон Крусо бил на пусто острво, не е на пусто острво. Па тоа острово имало цвеќе, имало шума, имало вода, имало животни. Значи, по островото е пусто ако не е човекот таму. Не разбирате ли? Значи, гледайте ароганцијата на човекот до кој степен оде. Затоа ние се даваме за право да имаме територијални поделби, темпорални времења, да именуваме одредени работи. Сега, русите цело време, Русија ги определува тај простор и ги именува на свој начин по основ на традиционалните вредности и по однос на нивниот идентитет тука. Нели, треба да се одликува со тоа. Овие го прават тоа со нивниот идентитет. Немат ништо заедничко. А планетата е една. А планетата е наша. На сите. Ја не може да се никогаш не ми оде во глава кога ние сега треба како територија да се приклучуваме кон некоја друга територија, да молеме. Па чекај, ние имаме територија. Ние имаме место. Ние имаме културен живот. Нели? И тука треба да се снајдеме. Тука треба да се најдеме самите себе. Да го губиш идентитетот. На сметка да тоа некој да ти даде нешто кое што не ти припаѓа. Мене ми е тоа, како се вика, не кукавичлук, него непримерно однесување. Непримерно. Не наличува на човечки однесување. Ете, тоа се тие работи кои што мислам дека човекот е бастрит на природата и ништо повише.
И културата е во суштина опозиција на политиката и треба да застанеме ние да сме коректор на сето тоа. И мораме да се бориме и да не се плашиме. Затоа што нашите адреси, нашите пораки мора да стигнат таму каде што се упатени. Навистина треба да го коригираме општеството, треба да имаме храбри уметници, храбра култура, да зборуваме јасно, да зборуваме гласно. Воспротивно ништо нема да направиме. Било каде и да е адресата, дали е во дигиталниот простор, дали е на сцените, дали се на концерти, дали се во киносалите, храбри уметнички дела, каде што критикуваме и јасно зборуваме. Само така ќе имаме суштина, само така ќе имаме адреса. Инаку, не знам, не гледам зошто би правиле култура и уметност, доколку нема каде да адресираме. Храбра култура е вистинска опозиција. Треба да се свестат за некои моменти кај се, од каде се, кај заменува. Тоа се една од најважните работи. Има кај Иванов еден расказ, вика додека патува бродот по Волга и вика на бродот се многу луѓе. Има многу обични луѓе и еден необичен писателот, уметникот и така натаму. Значи, уметниците треба да се необични во свет, во културниот свет. Необични. Со тоа што дават свој прилог баш во интонацијата на целата таа ситуација. Они са ја компонират стварноста. И со тоа необичување му дават суштина, и убавина и всушност ни го дават она за кое вреди и да се трудиме кога зборуваме за културата и уметноста, а тоа е да, како што каже и Мики, дека да бидеме коректор на нешто, но бидејќи никој не сака, обично било која власт никако не е коректори, но сепак уметноста си најде и свој капиларен пат и секогаш, како беше она, убавото секогаш победува грдото, доброто секогаш го победува лошото. И така што несомнено дека така ќе одат и нештата и понатаму и ние не можеме да интервенираме во тоа, но суштината од овој денешен муабет е дека се уште културата има адресанти, но оние кои ги отвараат писмата можеби или не знаат да ја прочитат суштината, или не ја разбират културата, па ги утнат работите. Адресанти секогаш ќе има луѓе кои ќе сакат култура, кои ќе уживаат во културата, кои ќе ја практикуваат и кои ќе се соблазуваат со неа. И една од адресите на кои можете да се обратите и овој подкаст, кој како што кажав и на почетокот, ревносно ќе ги чешла овие теми понатаму и ќе биде како еден одблесок на, можеби не толку силен, но сепак континуиран, кој ќе зборува на темата културата и уметност. До следната, останете со добро.